Македонија слободна, слободно живее. Учениците и вработените во основното училиште Раде Кратовче и во средното општинско училиште Лјупчо Сантов ги одбележаа своите патрони празници и 79 годишнината од загинувањето на двајцата првоборци, чии имиња ги носат образовните институции. Во основното училиште букети цвеќе на бистата на Кратовче положија негови роднини, како и представници од Сдруженијето на борците, од локалната самоуправа, како и од раководството на институцијата. При тоа беше направен краток осврт за ликот и делото на Кратовче, како и за постигнувањата на образовната институција во изминатиот период. Некои се обидуваат неговата саможртва да ја негираат. Имам потреба да се обратам од ова место и да кажам зошто овој млад човек взел оружје в рака и заминал в планина, оставајќи ги својата сопруга и неговите деца. Имам потреба да кажам зошто овој човек земал оружје в рака да се бори против фашистичките окупатори. Зошто овој човек на само 33 години загина? Одговорот е еден и единствен. За слободна и независна Македонија. Празнично беше и во средното општинско училиште Лјупчо Сантов, каде беше положено свежо цвеќе на спомен бистата на патронот, а учениците изведоа свечена програма. Во знак на благодарност за поддршката што ја добива на локалните компании Антура и Емфенол, средното училиште им додели благодарници. Потоа, представници од училиштата, од локалната самоуправа и членови на семејствата на првоборците ги посетија бистите на Сантов и Кратовче во паркот на Револуцијата. Таму со букети цвеќе им оддадоа почит за нивниот придонес во револуционерната борба за слобода. Татко ми се бореше за слободата на нашиот народ. Беше 3 пати во затвор, а после тоа, заедно со Лјупчо Сантов, отидоа горе у планина и беа предадени од кочанчани и таму беа и убиени. Нека и другите генерации знаат, дека се борат за нашата татковина и дека ја чуват нашата татковина. Оти сите знаете дека нашата татковина е поделена на 4 дела. Барем овој дел што ни остана, да го чуваме и да го негуваме за нашите идни генерации. Јас сум Стефанка, најмалата ќерка на Раде Михајлов, првоборец на Кочани, и знаеме сите дека се убиени од бугарскиот фашистички окупатор. И сега што ги отправат тој окупатор и фашист, што го прават административец, јас овака викам: ако можат да ми го вратат татко ми, и јас ќе можам да ги сметам за административци. Јас татко ми не го ни познавам, имам сум била 1 година која излегол, 2 години кога е убиен, само имам една слика што ја чувам до личната карта. Само една слика. А сите други слики со татко ми се со спомениците негови. Во рамки на одбележувањето на 79 годишнината на кочанските првоборци им беа доделени награди на учениците кои создаде најуспешни ликовни и литературни творби по повод патроните празници на училиштата.